Спомените од детството. Бегањето од дома во дворот на црквата Свети Арангел Михаел во автокоманда, за да се крши со вапцани јајца. Моменти од секојдневието, емоции, сето ова ја создаде сликата за антологиската песна На Великден сум се заљубил. Музиката и текстот се на Джокси, а оригиналниот аранжман на Тоше Попсимонов. Джокси, така ли беше? Точно така. Точно така. Сега како веќе најави спомна црква Свети Архангел, баба ми и дедо ми живеа на приземје, така што ние кога се собра цела фамилија, немавме каде да бегаме, бидејќи вратата че се чуеше како тропа, значи некој влага и излага, ние преку прозор излеговме и таа црква е тука, нема на 100 метра од куќата, од зградата, и отидовме на брзина, запаливме свеќа, влеговме во црква, се искршивме со јајца и се вративме назад. Да, тоа беше денски, не беше ноќе. Меѓутоа, ете, остави еден белег на мене, така као слика, за да подоцна се создаде, за да биде дел, као прича од оваа песна на Великден. Ја напишавте пред 4 децении, многумина ја препеаја, многумина нови создава, но сепак ова е великденската химна. Па, баш пред едно недела дена, разговаравме се мој пријател, дека сепак треба некој некој постручен да објасни што е тоа што се случило за да остане песната во толку долго меѓу народот. Нормално, народот е тој што ја прифатил. Меѓутоа, толку долго да трае, сепак има нешто што би можело да се одгонетне, да видиме зошто е тоа така. Јас, од кога почнав Facebook со работа во Македонија, почнав да ги собирам сите оние мисли кои што се кажал за великденската песна пред Великден. И сметам дека во наредниот период има да соберам стручен тим околу себе, за да можеме да ја одгонетнеме да го одгонетнеме тоа прашање. Па ќе видиме, најверојатно пред се е народот, па се она, да кажеме, што се случило околу таа песна. Приказката е многу битна, значи не е тоа само што сме избегале со баба ми во црква, туку има и сега нејзино барање во црковен двор, дедо ми ја побарал. Не, другиот дедо, односно мојот прадедо ја ги одбил тие барања од дедо ми, па така го одбиле 2-3 години, дури после третата година тој успел да дојде до баба ми. Значи сето тоа има нешто што, да кажеме, е ткаено во оваа песна. Случките мои во Сплит, во селце на Брач, каде што во она процесија за да се дојде до катедралата. И тука има една прича со една бабичка. Така што се тоа врзано и влезено во таа песна. Значи, не е тоа само јас дека сум ја отпеал и сум ја едноставно сум го погодил народот таму каде што највеќе е потребно. Кога ја пишувавте? Очекувавте ли дека ќе стане ваков хит? Ма не. Дури јас, бидејќи тоа е као независна продукција, ние со Тоше снимивме песната во Хања, на Крит. Таму Тоше беше сместен така едно година и пол-две. Ние кога ја пративме на Макфест, ја пративме чисто ради реда, за да чуе за што станува збор. Тоа беше демо снимак. На демо снимакот не беа гајдите. Така што не знам како и прозвучило тоа, меѓутоа добивме информација дека е тоа премногу, дека има фолклор во песната. И оке, не е проблем. Кога ги снимивме гајдите во Скопје и како независна продукција, таа требаше да биде подлежна на преслушување во Радио Скопје, затоа што тогаш како неприкосновено радио, значи се оно што доаѓа од страна треба да се чуе, да се види дали ги има сите оние
ги содржи оние квалитети за да се емитува на програмите на Радио Скопје. И тогаш кога ни кажа дека ова не е тоа и песната остана во бункер. Се додека наредната година еден од тие кои беа на преслушувањето на песната, бевме заедно во жири комисија на Рокфест и тогаш веќе она Македонија се осамостои и едноставно ми прииде и ми каже Џокси, време е сега да ја пуштиме песната. И така се случи. Од едната страна ги имав песните со тоа што ги правевме во Грција, а од другата страна ги земавме, од Б страната ги земавме песните што ги имав јас од групата Макакос. И така излезе албумот на Великден. Првото пуштање беше во топ листата на Михаил Бошковски, Диџеј Мице. И од тоа пуштање, тогаш правило беше да од избор за песна на неделата, секој саат се пушта песна. И таа песна недела дена се пушташе секој час. Може би и тоа преломниот момент, односно скочниот момент да народот ќе чуе, а внимавај, едно радио имаме, значи немаме приватни радио. Значи може би е и тоа. Денеска е Велики четврток. Утре е најтешкиот ден, Распети петок и следува Великденот. Која е вашата великденска порака? Па не би сакал сега да звучам како некој филозоф. И Џокси каже оно. Едноставно, народот треба да се чува, сосема други времења се, треба да се прилагодиме на тие времења. Пред се, кога реков да се чува, да мисли на своето здравје, да мисли на својата фамилија, затоа што фамилијата е основа на се она што се случува околу нив. И да завршиме во духот на песната и на празникот на Великден, сум се заљубил, а капела Џокси. На Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде, Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде, Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам.